Да, во првиот дел од емисијата зборувавме за геополитичките случувања, она што не загрижува, практично целиот свет го загрижува, како ќе се одвива војната, кои ќе бидат директните последици и влијанија. Потоа зборувавме за економските проекции, како сето тоа ќе се одрази врз економските притисоци и како малите економии практично да станат отпорни на сите овие притисоци. Но последниот дел од емисијата го посветуваме на еден сосема поинаков агол, како сите да останеме подобри и навистина да се посветиме малку на онаа духовна димензија, на онаа своја страна, имајќи ги во предвид сите притисоци, па и брзото секојдневие кое што ни ги носи. Добар ден и велам на Симона Петреска, авторка, мотиватор, животен тренер. Добре дојдовте. Добре ве најдов и чест ми е да бидам денес тука со вас. Благодарам уште еднаш за издвоеното време. Реков дека навистина во време на едни вакви силни секојдневни притисоци, можеби најтешкото нешто е како да си посветиме време за себе, каде да ја пронајдеме таа некоја, да ја речам, животна мудрост или можеби мали островчиња на среќа, да може да го поминеме секојдневието, но и низ тој пат да останеме приземни, да останеме своји и да најдеме радост и среќа во секојдневното живење. Па ние секојдневно сме обкружени со голем број на влијани, имаме секојдневно премногу обврски на работно место, со семејството, и таме постојано кон стекнување на материјални нешта и на тој пат се повеќе се губиме себе си. Постојано сме во потрага по некаква среќа, но колку повеќе трагаме ние по таа среќа, таа се некако не изгледа недостижна, бидејќи ќе имаме некоја желба, ќе ја исполниме таа желба, таа радост ни трае кратко време, а потоа итаме кон нешто ново. Вистинската мудрост и пронаѓањето на себе не е во постојаното излагување, не е во постојаните надворешни сензации на умот и на душата. Мудроста се стекнува кога ќе се осамиме. Во текот на денот ние мора да одвоиме време да бидеме сами со себе, да им кажеме на нашите деца, на нашите блиски, да не остават барем 20 минути во некоја соба, каде што ќе можеме да се задлабочиме, да си направиме една ретроспектива на денот, но најважно од се да се запрашаме како се чувствуваме. Доколку чувствуваме во нашата душа никаква немир, страв, грижи, да се запрашаме од каде се тие, од каде тие потекнуваат, бидејќи ништо не се добива преку ноќ, тоа е некој минат начин на живење кој што се рефлектира во определен сегашен момент. Вистинската мудрост се стекнува во осамувањето. Ние сакаме постојано да бидеме излизани, постојано да се дружиме со нашите пријатели, да патуваме, но тоа е само бегање од тоа што го имаме внатре во нашата душа. Не можеме да избегаме од тоа. Затоа е најдобро осамувањето, согледувањето на внатрешноста на нашата душа, прифаќањето на се што имаме во неа, тоа што е добро да го негуваме, а тоа што е лошо со собствен труд, меѓутоа и со влијание на Божјата благодат, да се трудиме да го замениме со добрини. Така, рековте убаво, ќе заминеме некаде, можеби моментална причина за радост да се, да промениме енергија, да промениме средина, но повторно мора да се вратиме назад и да се соочиме со она што се тоа е краткотрајно, како вела, дури да идам и на највисокиот врв на некоја планина, каде што ќе бидеме сами со себе, барајќи го мирот, доколку во душата имаме немир, стравови, грижи, тие си ги носиме секаде со нас. Може да се наоѓаме и во некој најтешко надворешно влијание, но доколку си го зачуваме мирот во душата, нам нема тоа надворешно влијание толку да ни делува. Так. Радоста на постоењето е ваша прва книга, да. И нешто што навистина како еден вид на позитивна литература убаво делува кога ќе може да најдете еден спој на некој што знае тоа убаво да го преточи во збор, а е нешто што го барате, можеби подсвесно. Ние честопати, ќе кажеме, знаеме што сакаме, но не знаеме што не сакаме. Можеби таа потрага, кога ќе ги научиме, да ги тие две работи да ги раздвоиме,
тогаш можеби е вистинскиот чекор да се осознаеме и себе си. Но како еве во директно влијание на еве и брзото темпо на живење, социјалните мрежи кои што си имаат нели и своји позитивни и негативни карактеристики, како сето тоа да го направиме да биде една успешна приказна? Јас во мојата прва книга, така и во мојата втора книга, која што во моментот е на рецензија кај мојот духовен отец, која што темата на православна педагогија, пишувам ни своите лични примери. Сами, како луѓе, колку и да се трудиме нешто да направиме, ние не можеме да направиме, бидејќи ние сме ограничени со нашите човечки способности. Мудроста и сето тоа што го сакаме, сето тоа што ни се допаѓа или тоа што не ни се допаѓа во нашите животи, колку повеќе го гледаме тоа од православен аспект, толку ќе ги прифаќаме нештата какви што се, и во нас нема да се појавуваат никакви грижи, бидејќи ние нема да се грижиме што ќе биде во иднината, бидејќи со нашата вера кон Господ Бог, ние знаеме дека се што се случува во нашиот живот, колку да ни изгледа убаво или неубаво, е од Божја љубов кон нас и со Божјо допуштање. Може би во моментот кога ни се случуваат и некои неубави нешта, нам не ни е јасно зошто тоа ни се случува. Секогаш наоѓаме причини зошто сме се довеле во некоја ситуација или зошто живееме нешто. Наоѓаме вина во нас самите, се обвинуваме. Наоѓаме вина во околината, во државата, во ситуацијата, во нефункционален систем. Меѓутоа, мудроста на секој човек е да си спознае што е во својата душа и секоја промена што си ја бара надвор, да си ја започне во себе. Исто така, колку повеќе ние навлегуваме во православието, како Божјо откровение, колку повеќе нештата што ни се случуваат во нашиот живот и во општеството што не окружува, па и во целиот свет со сето ова што се случува, гледајќи го од православен аспект, ние ќе добиеме многу одговори. Сведоци сме на сите немили настани што се случуваат во моментот, сведоци сме на сите негативни интервјуа, изјави на медиумите, на интернет страниците, но ние како единки не можеме да влијаеме самите по себе на ситуацијата, на сето тоа што се случува надвор од нас. Ние тоа што може да направиме да влијаеме на нас, на нашата душа и да не дозволиме сите надворешни влијанија да го нарушат нашиот мир. Тешко ли се наоѓа тој внатрешен мир? Тешко е, кога почнува човек да живее православно, многу мина мисла дека тога животот ќе биде премногу убав, дека ќе биде премногу лесен, дека нашиот живот ќе биде постојано во радост и во љубов. Меѓутоа, да се живее православно, тоа значи секој човек да си го прифати својот крст, кој што е даден од Господ Бог, и да тргнеме ние по Божиот пат. Пронаоѓањето на мирот како луѓе ние не можеме да го достигнеме, и мирот, и радоста, и љубовта, тоа се состојби кои што ги добиваме со Божјата благодат. Меѓутоа, и сето тоа ние треба да го заслужиме, односно ние треба да го отвориме нашето срце кон Господ Бог и да се трудиме со наши човечки напори, да трагаме по таа вистина, по таа мудрост, по радоста, и Господ Бог кога ќе види дека ние искрено се трудиме, дека идеме по православен пат, подоцна или подоцна, во најдобро време за нас, ќе почувствуваме таа Божја благодат и тој душевен мир. Така, сега сме во последната недела, нели, пред големиот празник, еден од најголемите. Тој е празник над празниците. Над празниците, така, Великден, и верувам дека сите православни христијани со воодушевување и со радост го чекаат овој празник, но следува, нели, и период на пост, 40-дневниот пост, некои што го практикувале до крај, го тераат, нели, и со молитви, и со литургии. Меѓутоа, што е со ние што денеска велат, ова е цела света недела, строг пост, и како тие можеби го поминуваат тој пат сега, кога ги споменуваме, нели, и постите, и духовната таа вредност која што, нели, секако се јавува кај луѓето. Како што се вели во Новиот Завет, дека телото без дух е мртво, така и верата без дела е мртва.
ние како православни христијани ништо не мора, туку е потребно меѓу другите добродетели да постиме. Ова е 40-дневен пост, меѓутоа оваа последна седмица е таа страстна седмица, со превод од црквено-словенски значи страдална седмица, страст значи страдање. Треба да постиме со храна, но треба и литургиски да се подготвуваме за овој празник, треба да се подготвуваме во нашите срца со распнување на сите гревови, страсти, егоистични пориви, изразени преку мисла, збор или дело. Но сето тоа може да го постигнеме со помош и со содејство на Божјата благодат, и така ние ќе се подготвиме за празнувањето на овој празник над празниците, Воскресението Христово. Вербата дава внатрешна сила? Дава внатрешна сила. Вербата во Бог ја крепи душата. Многумина кога разговарам со многумина веруваат да постои Бог, постои нешто посилно, постои универзум. Меѓутоа постои жив Бог, Господ Исус Христос. Вербата, надежта и љубовта во Него. Многумина ќе кажат јас верувам, но немаме доверба во Господ Бог. Бидејќи ние веруваме дека постои, но ние не веруваме во Неговата Божја волја, дека се што се случува е за наше добро. Често пати знаеме да се пазариме, да бараме нешто од Господ Бог, но ќе кажеме јас ова вака го сакам, јас ова вака го сакам, не оставаме во Божјата промисла. Со вербата на Господ значи да се препуштиме целосно на Божјата волја, но секако и ние како луѓе треба да се трудиме да го даваме својот човечки максимум. Така. Во однос на комуникацијата, Симона, тоа може би е нешто што некако, иако имаме практично секако да многу работи ни недостасуваат. Особено комуникацијата која што станува покомплицирана и покрај овој брз развој на технологијата, кога можеме да допреме до секоја информација, можеме се да најдеме практично на интернет, но колку е важна она не само од една духовна димензија, туку воопшто една комуникација која што чинам дека порано ја имавме многу поискрено и пореално. Па така живееме во еден парадокс на ова време каде што имаме преголема достапност на информации, пребрз развој ток на технологијата, отворен свет, за кратко време, за пола ден може да се стигне од едниот дел до другиот крај на светот, меѓутоа за жал луѓето стануваат се понесреќни, а тоа е бидејќи стануваат се поосамени. Целото надворешно влијание, се што се пропагира во моментов е создавање на индивидуализам, каде за човекот да функционира како единка, отуѓен од своето семејство, отуѓен од пријателите, отуѓен од заедницата во која што живее. Господ Бог не создал да бидеме дел од една заедница, инаку би биле создадени секој на свој пуст остров и ќе се функционираме сами за себе. Затоа препорачувам посета на литургиите секоја недела, бидејќи освен тоа што е еден од најголемите православни чинови, се читаат молитва каде што луѓето се учат на значењето на заедништвото, значењето да се живее во заедница, значењето на добрата комуникација, на почита, на љубовта. Се молиме за сите луѓе, вклучувајќи ги и нашите непријатели. И кога ќе присуствуваме на таа божествена литургија, кога ќе ги отвориме нашите срца, не може тоа да не влезе во нашето срце и потоа тоа да стане наш начин на делување. Сето тоа, и комуникацијата, и оддалечувањето на луѓето, тоа е последица на оддалечувањето на нашиот патот на Господ Исус Христос. Практично ова значи дека треба се да се темели на некоја взаемна доверба, меѓутоа што кога и како таа да се врати ако биде нарушена? Па вака постојат, мислам, во општество, нели пишани, непишани правила, постои морални правила, постојат етика, меѓутоа во денешно време морално за секој човек е тоа што го прави среќен, без разлика дали ќе повреди некого или нема да повреди. Се што е ненормално се прифаќа некако како нормално. Го изгубавме тој морален и етички кодекс и компас на однесување, тој морален и етички правец во ова општество. Сепак и ова треба да се погледне тој православен аспект. Колку ние
повеќе навлегуваме во православната вера, со Библијата, со Божите закони, со преданијата на светите оци, ние создаваме внатре во нас едно скарлило на вредности, кое што е апсолутно вистинито. И ние колку повеќе се доближуваме и се однесуваме согласно тоа скалило на вредности, ќе бидеме подобри не само за себе, ќе бидеме подобри за заедницата и околината во која што живееме. Значи, мора да создадеме мерило и скалило на вредности по кое што ќе се водиме, меѓутоа тоа да не биде суетно, егоистично, да биде само за мое добро, да градам несреќа врз туѓа среќа, да пригазам некој за да успеам и да остварам некоја цел, туку сето тоа да го гледам да биде добро не само за мене и за заедницата, бидејќи во моментот може ќе успеам нешто да постигнам, но после некој период сваќам дека тоа не е за моje добро, бидејќи сум погрешил на заедницата и тоа ќе се рефлектира на некаков друг начин кон мене. Еве, сведоци сме со начинот на кој што се вози, сите се паркираме кај што ќе ни стигне, не внимавајќи дали некому ќе попречиме пат, сме нетрпеливи, да почнеме од таму. Така, да, бараме системска вредност, бараме системска вредност, меѓутоа сите сакаме некој друг да стори нешто за нас. Јас ќе се однесувам така затоа што ми се може, меѓутоа сакам тој другиот што е да се однесува како што треба, инаку знам да го осудам. Така. Да. Тука веќе има, една хипокризија на вредности. Како да ја препознаеме и да не станеме дел од неа? Еве, убав пример го даде во секојдневието, нешто што сите секојдневно практично го чувствуваме. И да се стигне до работа, и да се заврши некоја обврска со семејството. Меѓутоа сме ставени некако на брза лента за да се постигне можеби некое материјално добро најчесто, што моментална радост ќе ни донесе, моментално задоволство, но суштината на нешто поголемо и повозвишено, како да ја забораваме. И тука веќе веднаш некоја хипокризија и во однесувањето, и во комуникацијата, и во делувањето во крајна линија. Така, тоа е зашто мислиме нели само во сегашноста, како што кажавте сега, јас да си го исполнам тоа што го сакам, па во иднина ќе мислам или ќе мисли некој друг. Мора да си создадеме скалило на вредности, да разбереме дека никој не е ништо посебен, сите луѓе на овој свет се создадени по ликот Господов, сите човечки животи се важни, да не ги гледаме нештата суетно и егоистично, бидејќи сите луѓе на овој свет имаме некоја определена дарба, не значи дека ако некој има определена професија или има некое определено занимање кое што е јавно, кое што носи поголем материјален статус и општествен статус, дека има неговиот живот има поголема вредност од животот на било кој останат човек, да ги гледаме нештата и сите луѓе околу нас да разбереме дека се наши ближни. Наши ближни не се само нашите деца, нашето семејство, пријатели, да мислиме само за тој тесен круг. Наши ближни се сите луѓе што доаѓаат на нашиот животен пат без разлика на нивниот статус, материјална положба, нација. Ги споменавте и младите тука, добро, семејството како врзивно ткиво што нели секако ни е приоритет и најважно, природно е тоа, меѓутоа генерално младите генерации она што минатото не можеме да го менуваме, но секако можеме да ја менуваме иднината. Каква иднина нив ќе им оставиме, имајќи ги во предвид сега и ова што претходно го говоревме, колку нашата внатрешна верба треба да им ја пренесеме и ним, колку треба едноставно во таа секојдневна комуникација да ги вклучиме од најрани нозе. Сведоци сме дека постојано, сега пак ќе кажам, брзиот начин и извор на информации си носи и своји предности, носи и своји опасности. Па сме преокупирани лошата вест да дојде на прво место, а добрите вести да ги забораваме или да им дадеме многу малку минимално значење, а треба да е обратно во некој природен тек. Па мислам дека овие надворешни вести се што е негативно и намерно некако ни се пласира и пропагира за ние луѓето духовно да паднеме, што и може да се види дека ние како нација сме духовно паднати. Тоа што треба го направиме да не ги читаме, колку не може да не ги читаме, туку помалку да посветуваме внимание на тие негативни настани, на тоа што негативно ни се пласира. Има толку убави видеа на YouTube, има преубави книги од православна психологија кои што делуваат убаво на душата, убаво на умот и колку повеќе ги читаме, ние самите по себе неосетно се преобразуваме. А што се однесува до младината, младината учи преку пример. Тоа значи дека ние возрастните првин треба да се превоспитаме себе си
бидејќи се потекнува од нас возрастните. Нашите деца се однесуваат по пример, не тоа што им го кажуваме и тоа што им го зборуваме, туку родителот како се однесува, на кој начин го воспитува, се рефлектира на детето и децата се наше огледало. Ние возрастните да се превоспитаме, а потоа ќе знаеме на кој начин да ги превоспитаме нашите деца. Како што кажав, мерилото, скалилото на вредности ние го имаме целосно изгубено. Гледаме дека секакво однесување на децата се прифаќа, се пропагира тоа позитивно родителство, да нема казна, па сега се сочуваме со никакви тантруми на децата за искажување на нивните емоции. Меѓутоа, јас лично не се служувам со тоа, бидејќи може да се направи една споредба со минатото, како живееле минатите генерации, ние кога бевме деца, како живеат овие деца, како живееме сега и ако продолжат со овој начин на воспитување на своите деца, во што ќе се претвори нашето општество и светот воопшто. На децата мора да им се постават јасни граници, мора да ги воспитаме да знаат што е добро, што е лошо, мора да ги воспитаме да ги почитуваат другите луѓе, да ги воспитаме, да ги израснеме во добри, честни, милостиви луѓе кои што нема да гледаат само за себе, туку ќе гледаат и за своите пријатели, за своите другари и да допринесат за општеството во кое што живеат. Убаво споменавте нежно родителство, нешто што сакаме нели да го искомбинираме, нели родители и пријатели во одредена мерка, но и тоа треба да има одредени граници кои што и не треба премногу да се поминуваат. Вака лично јас можам да кажам дека јас сум мајка на моите деца, не сум другарка на моите деца, секако имаме преубав однос, секогаш се сослушува нивното мислење, често разговараме, меѓутоа тој хиерархиски момент на мајка, дете е запазен. Децата мора да имаат граници на однесување, ние постојано разговараме за тоа што е добро, што е лошо. Неколку години почна да го живеам овој православен живот и како што кажав, децата учат низ примери од родителите. Секоја недела идам на литургија, па и моите деца гледајќи мене, они самите ми кажуваат: мамо, разбуди ме за литургија, се интересира за православието, разговараме за православието, се молиме и заеднички гледаме тоа што јас го знам, да го префрлам на нив за они да си го применат во својот живот. И кога го кажувам ова живење православно, одење на литургија, причеста, исповед, покаяние како свети тајни, тоа ние го правиме за спасение на нашата душа. Значи, не го правам за никој друг, освен за самата себе си. И колку повеќе ние станеме свесни за тоа, секој човек е свесен за својата душа, да ги отфрламе гревовите, да ги отфрламе страстите, и тоа да го заменуваме со љубов, со добрина, со милостие, со долготрпеливост, тогаш ќе си живееме во еден рај на земјата. Нема да ни бидат потребни нели социјални мрежи за да бидеме видени, туку колку помалку се фокусираме на тие социјални мрежи, толку подобро, бидејќи знаеме и читаме дека сето тоа што се прикажува, најголемиот процент сето тоа е лажно, сите ги прикажуваат тие убави моменти, бидејќи некако сите велат: мене не ми е важно кој што зборува за мене, меѓутоа факт е дека и преку социјалните медиуми сето тоа што се пласира е за некаков печат и одобрение и прифаќање од другите луѓе. Колку помалку си објавуваме на социјалните мрежи, толку подобро. Така. Секако, како заокружување на нашиот разговор, бидејќи споменав навистина во исчекување на еден од најголемиот празник, што е она што како порака може да го сублимираме, да им го порачаме на нашите граѓани, бидејќи верувам дека секој ќе најде не само време за себе, туку време и за блиските, особено за време и на празникот, да биде заедно. Имаме и многу убави адети кои што се врзуваат токму за Великден. Што е она што треба да го направиме и во рамките на семејството, и во рамките на блиските и на пријателите, поврзано и со празникот, но и она што секојдневно треба, како што спомена, да ни биде некоја духовна рутина за да се пронајдеме и себе си и тоа позитивно чувство да го имаат сите околу нас. Великден е празник на празниците. Воскресението Христово е и целта на православието, дека после овој земен живот нас не чека вечен живот.
Во оваа страстна недела ние учествуваме во страдањето, распнувањето и погребението на Господ Исус Христос. Ние на тоа страдање можеме да допринесеме со нашето, да го проживееме со нашето идење на литургии. Исто така, како што кажав, со распнување на нашите гревови, на нашите егоистични мисли, помисли, зборови и дела кон нашите ближни. На тој начин ние се подготвуваме за да го празнуваме овој голем празник. Треба да бидеме во обкружување на нашите најблиски, да ги посетиме нашите цркви и манастири. Сега е период на слободни работни денови и моја желба и моја препорака до гледачите е дури да идат и во Грција или на кое место идат да најдат православен храм каде што ќе можат, ако ништо друго, да се причека сабота према недела ноќта воскресението, да се прослави воскресението Христово. Така, да не се искористи само како до некоја туристичка дестинација, сака да патуваат и некако целосно полека го губиме значењето на овој празник. Работните денови не се за да отсуствуваме на работа, туку да присуствуваме на божествените литургии. Ние всушност ние за тоа сме слободени од работа, за присуствуваме на божествените литургии, меѓутоа, како што кажав, сме многу далеко од овој православен пат. Ние не знаеме, можеби дека треба да присуствуваме на божествените литургии, но еве сега кажуваме на гледачите дека овие денови треба да се искористат за посета на божествени литургии, а не за излегување во град, за идење по кафани, за јадење на мрсна храна, барем во оваа страдална недела да се воздржиме од сето тоа. Така, бидејќи моќта практично на присутноста е светлина во секој ден. Благодарам многу што бевте денеска заедно со нас и секако не само успешна недела, не само среќни празници, туку нешто што можеби ќе ни даде повеќе мотивација се токму ваквите разговори, едно позитивно размислување, позитивно гледање кон животот, она што ние од нас како индивидуи може да го направиме и секогаш да носиме некоја позитивна порака, а сигурно и другите ќе ја препознаат. Па кога ние почнуваме да живееме православно, како што кажав, нели претходни, што значи тоа православно живење, никако душата и умот нашето срце се трансформира неосетно. Тоа го кажам од својот личен пример. И потоа тоа што го имаме во душата, кога човекот исполнет со љубов, со радост, тоа не може однатре да не излезе кон надвор. И сета таа светлина, сета таа убавина и радост и љубов кои што не се мои, кои што ми се дадени со Божјата благодет, зрачат потоа кон надвор и се гледаат во секоја пора на телото. Така, живот со смисла, мали чуда на секојдневието. Така, благодарам. Тоа е смислата на нашиот живот. Така, благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас. Секако останете на програмата на телевизија 24 за кратко следуваат Пладневните вести. Од мене пријатен ден.